Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Две нови инвестиции за 2 дена. Денеска Джонсон Контролс почнува да гради својата фабрика во Струмица, а вчера Ван Хул почна да гради втора фабрика во индустријската зона во Скопје. За колку инвестиции станува збор и колку нови работни места ќе отворат двете инвестиции, ќе разговараме со министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции Горан Мицковски. Добар ден, господине Мицковски, ви благодарам што издвоихте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден. Во моментов Джонсон Контролс треба да започне со изградба на третата фабрика во Македонија, односно поточно во индустријската зона во Струмица. За колкава инвестиција станува збор? Ова е инвестиција од околу 20 милиона долари со над 1000 вработувања, со што фирмата ќе ја доведе својата програма во Македонија во моментот на 2 фабрики и околу 3000 вработувања со многу значителен придонес кон македонскиот извоз и квалитетот на производи кои што се произведуваат во Македонија. Фабриката ќе биде идентична со онаа која што веќе успешно функционира во Штип. Што се ќе произведуваат? Ќе произведуваат седишта за автомобилската навлаки за седишта за автомобилската индустрија. Производството ќе биде слично на тоа што е во Штип, но сепак ако гледате на факта дека ова е прва поголема странска инвестиција во Струмица, дека бизнисот на оваа компанија се шири во Македонија. Ова ми е веќе трета, како што споменавте, фабрика. Едната беше во електронската индустрија, која што таа дивизија ја продадоа на Вистион, и после тоа Вистион, како што знаете, понатаму да ја продаде на Делфи и така натаму. Меѓутоа многу е битно што со ова го продолжува трендот на доверба во македонската економија. Сите програми кои што владата досега ги има имплементирано, квалитетот на нашата работна снага, продуктивноста и слично, што покажува дека Македонија е идеална дестинација за инвестирање. Ова е сепак најголемиот добавувач на автоопрема на General Motors и една од најголемите светски корпорации, што ако гледате на брендинг имиджот кој што го создава за Македонија, има многу битно влијание. Во моментов тие веќе се имаат браунфилд инвестиција во Струмица, каде што веќе работат околу 300 лица. Колку планираат да вработат во новата фабрика до крајот на годината? Бројките, вкупното вработување ќе биде над 1000 луѓе, но ако имате во предвид дека најголем дел од инвеститорите досега во Македонија ги надминуваат тие оригинални бројки со оригиналниот бизнес план, може да очекувате дека таа бројка ќе се зголемува. Така, што ќе значи ова инвестиција за струмичкиот регион? Досега поголеми инвестиции во тој регион, конкретно во Струмица, немало од ваков тип, така што заживува економијата во тој регион. Носиме многу квалитетна фирма, една од топ фирми во светот, како што споменав, и ќе има дополнително влијание врз довербата населението, дека можно е во Македонија да се биде успешен, можно е во Македонија да се најде работа, преку 1000 семејства, како што рекав, ќе си најдат своја живеачка и вработување, и се надевам дека ова ќе биде придонес уште повеќе фирми во тој регион да отвараат своји производствени капацитети, и многу е битно што ние, како што и знаете, се повеќе и повеќе диверсифицираме капацитети од ваков тип надвор од Скопје, со цел да го шириме и економскиот придонес на повеќе места во Македонија и со тоа порамерен развој на државата економски. Ова ќе значи можност за домашните компании да се вклучат како нивни добавувачи и да обезбедат и тие своја екзистенција. Дел од нив неминовно ќе имаат можност да се вклучат во тој supply chain, да го речеме. На крајот на краиштата компанијата сама одлучува за тоа кои суплаери ќе бидат во тој supply chain, што го реков. Меѓутоа многу е битно дека тие можности постојат за домашните фирми сега многу повеќе дека било кое време понатаму. Ние имавме речиси 50 милиона евра придонес на домашните фирми во странскиот сегмент во Македонија само минатата година. Не е таму оваа бројка каде што ние би сакале да видиме, меѓутоа расте секоја година значително.
Како што видовте вчера и во supply chain на Ванхол има околу 300 македонски фирми, од некој од нив како актива, да речеме, од Штипсе, со многу значителен придонес. И отвара можност тоа и за домашниве фирми, нивната само доверба да расте, да инвестира се повеќе во во нивните производствени можности и да станат поквалитетен и добавувачи од доверба за странските инвеститори. И тој сегмент на економијата наша желба е многу повеќе да расте него што во моментов тоа се прави. Ја споменавте Ванхол, вчера белгиската компанија почна да ја гради својата втора фабрика во Македонија. Зошто се одлучија да го прошират производството токму кај нас? Па тоа е комбинација на фактори. Ако земете во предвид дека фирмата започна да работи само во 2013 година, значи не цели 3 години работат во Македонија. Тие веќе ја надмина бројката на вработени, што иницијално беше по план предвидено околу 400 и нешто, сега се веќе на 825, со фазава која што вчера ја започна, ќе бидат околу 1200 вработувања вкупно, нови 17 милиони евра свежи пари во македонската економија, е можност за уште повеќе македонски добавувачи да се приклучат во нивниот чен, како што смо веќе околу 300 фирми има веќе вклучени. Комбинација на работи, тоа е квалитетната работна снага, и многу продуктивна. Се повеќе и повеќе од фирмите кои што тука работат ни кажуваат дека продуктивноста е на многу високо ниво на работната снага, значи едуцирана работна снага, квалитетна, продуктивна. Понатаму даночната политика која што владата полого време има во Македонија е многу пробизнес. Имате останати трошкови за работа кои што се едни од најниските во Европа. Потоа имате една голема база на договори за слободна трговија, која што Македонија ги има со цела Европа и пошироко. Понатаму имате одлична логистика. Многу лесно се стигнува до пазарите како во соседството, така и понатака во Европа. И генерално речено довербата која што се стекнува со овој пазар, кога ќе настане некој иницијално влегување на овој пазар, е многу брзо тоа се стекнува кај инвеститорите и многу од нив го споменуваат тоа дека многу побрзо него што очекувале го почнуваат својот производствен или услужен циклус во Македонија и после тоа таа само доверба од овие фактори кои што ги спомена претходно расте и се одлучуваат и да прошируваат дури повеќе него што имале во иницијалниот план. Ги споменавте добрите услови за водење бизнис во земјава, дека се адут за донесување одлука странските компании да вложат кај нас. Кои се нивните забелешки? Што треба да се подобри за повеќе инвестиции во Македонија? Видите, околу ако гледате комплетната инвестициона клима во Македонија, како ја гледате на како да ја гледате на регулаторната страна, така и да гледате во имплементационата страна, ние имаме тука многу напредок направено во последниве 10 години од кога конзервативната влада е на власт во Македонија. Од таа гледна точка има доста позитивни искуства од странските инвеститори. Во одреден сегмент посебно во производствениот сектор се имаат јавено ситуации во кои да речеме одреден кадар бил дефицитарен, да речеме инженерски, автоматика. Кажувам сега некои примери. Нормално е тоа затоа што Македонија историски немала вакви искуства. До сега овој тип на индустрија. Така што неминовно и да се појават понекогаш вакви работи. Не сме ни исклучок. Многу други земји имаат вакви проблеми. Не би рекол проблеми, него предизвици. Така што ние ги решаваме многу брзо. Ние на дел од фирмите кои што со вакви побарувања си имаат јавено и ми имаме излезено во пресвет со формирање на посебни, да речеме, едукативни програми на универзитет или тренинг центри и така натаму. Джонсон Мети, да речеме, има свој тренинг центар и со така формирана таа база. Така што тоа е еден дел од работите што се појавуваат на одредена база. Некогаш некои административни работи се јавуваат исто така околу визи и слично, меѓутоа ние ги решаваме. Тоа не се такви проблеми да би биле пречка за некој да инвестира во Македонија или да не го прошири својот циклус. Господин Мицковски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот.
Гостин во емисијата Бројки министерот задолжен за привлекување странски инвестиции Горан Мицковски. Господине Мицковски, од каде доаѓате вие и што беше пресудно повторно да се вратите во Македонија? Јас сум роден и пораснат во Скопје. 25 години речиси живеев прво во Австралија и после тоа во Велика Британија. Таму работев 15 години, последно искуство во финансискиот сектор. И пресудно за да дојдам овде беа разговорите кои што ги имав со поранешниот премиер Никола Груевски околу програмата која што Македонија ја има за развој на економијата, за привлекување инвестиции, креирање работни места и слично. Пакетот кој што беше направен како една понуда беше многу привлечен и предизвикот е тоа како ќе дојдете во една фаза од вашата кариера во која сте направиле одреден напредок професионален и сакате некој нов предизвик и сум дека во вакви услови нема подобро чувство од тоа да имате можност да се вратите повторно во земјата, нели, од вашето потекло и да придонесете со своето искуство, да она што до сега е направено да продолжи да се продолбочува, да се помогне македонската економија, да се креираат повеќе работни места, нови инвестиции и да влеземе во Европската унија како една земја која што може да се гордее со тоа што го постигнала. Има ли доволно квалификуван работен кадар во Македонија? Зависи во кој профил гледате. За сега фирмите кои што оперираат во тој производствен циклус кој што е labor intensive немаат проблеми со наоѓање работна сила, без разлика дали е тој овој бизнис фокусиран на регионот околу Скопје или во внатрешноста. Како што спомнав пред малку, постојат одредени сегменти од индустријата во кои што ние не сме имале доволно искуство и заради тоа можеби постои недоволно застапен кадар, кој што ние, како што спомнав исто така преска, многу брзо реагираме и се обидуваме да им влеземе во пресет на фирмите за да било кои празнини во тој сегмент се пополнат многу брзо. Ако гледате на IT секторот, услужниот сектор, и тука имаме исто така се повеќе и повеќе заинтересираност со странски фирми. Има релативно доста кадар, меѓутоа мора уште повеќе да вложиме во тој сектор, затоа што тој има многу добра додадена вредност за македонската економија. Тие фирми не вложуваат многу капитал тука на почеток, меѓутоа вработуваат луѓе со многу високи примања. Така што ако гледате и не се само примањата во прашање, него поголем дел од овие IT фирми овозможуваат така начин целосен сервис, што значи создаваат IT архитектура, прават тестинг на различни програми, после тоа ги имплементираат истите тие програми во одредени клиенти на нивните работодавци надвор од Македонија, што создава еден комплетен продукт. Ако гледате на додадена вредност, тоа е многу високо. Од повеќе аспекти, ако гледате. Така што ја очекувам тој сегмент да расте понатаму македонската економија, затоа што е неминовно ние да имаме балансирана економија меѓу од една страна производството кој што ќе биде labor intensive и кој што ќе биде поавтоматизирано, од друга страна во услужниот сектор меѓу IT и други сектори кои што ќе мора да ја помагаат економијата. Се преговарали со некои други странски компании кои што сакаат да инвестираат во Македонија и колку ова политичка неизвестност може да ги одврати од намерата да вложат кај нас? Па ние имаме повеќе проекти, можам да споменам дека на крајот на летото очекуваме одлука да стигне од една од топ 10 меѓународни фирми од автомобилскиот сектор, кој што планира да отвара погон во Куманово, преку 1000 вработени. Потоа следниот месец ќе почне со работа и Lifetel во Македонија, водечките мобилни и телефонски оператори. Разговараме со нив за отварање на сервисен центар поголем во Македонија, исто така од 200 до 300 луѓе, како втора фаза на нивниот проект овде. Понатаму на почетокот на мај започна со работа еден од нашите проекти во Македонија кој што ќе имаме свечено отварање на крај на следниот месец во IT, софтвер индустријата, британска компанија, уште
неколку интересни проекти кои што ќе ги најавиме како што ги најавуваат компаниите, меѓутоа очекувам доколку имаме побрза разрешница на политичката ситуација тука, тој процес уште повеќе да се интензивира. Моето последно прашање до вас е кои се вашите очекувања до крајот на годината? Колку инвестиции очекувате? Бројките се на неблагодарна работа во овој бизнес, затоа што секоја фирма си има своја динамика како тие проекти ги разгледува, ги одлучува интерно и потоа како ги имплементира. Меѓутоа очекувам овој тренд кој што го започнавме пред неколку години и кој што се интензивира од година до година, уште повеќе да се интензивира во периодов кој што следи, нели, од некои работи, некои политички фактори, небиновно одредени работи ќе зависат, посебно за поголемиот тип на инвестиции во Македонија. Меѓутоа трендот ќе продолжи во секој случај и целиот економски тим во владата кој што работи на овие проекти е фокусиран уште повеќе во овој период да обезбедиме да тие проекти кои што се во одредена поодмината фаза да се реализираат и сите оние ако сакате додатни елементи на сигурност кои што инвеститорите понекогаш ги бараат, да им излеземе во пресвит да осигуриме дека тие проекти во Македонија ќе дојдат и нема да одат на друго место. Сепак нашиот фокус како влада од секогаш бил економски развој на Македонија и креирање на работни места за населението и просперитет, и на тоа ние ќе продолжиме да се фокусираме. Планирате бизнис форумите кои што ги организиравте изминатиот период да продолжат и годинава? Имаме одредена динамика и во тој сегмент. Ќе слушнете сигурно и за одредени нови пазари на кои што се обидуваме да влеземе во наредниот период, каде што ќе имаме настапи. Како и што таа динамика ќе се одвива, ќе бидете благовремено информирани. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Ширењето на производството на постоечки дека инвестиции е доказ дека економските политики на владата за привлекување странски инвестиции даваат резултати. Ван Хул е само еден позитивен пример дека вложените средства на странските компании се сигурни. Изјави вице-премиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски на поставување на камен темелникот на втората фабрика на белгискиот инвеститор Ван Хул во земјава. Важно е што оваа компанија произведува финални производи со знакот произведено во Македонија, кои се извезуваат на најсофистицираните пазари во светот, во Соединените Американски држави и земјите во Западна Европа, и се репрезент дека во Република Македонија се произведуваат софистицирани и современи превозни средства, има знаење и употреба на најнови технологии. Во првата фаза Ван Хул инвестираат 25 милиони евра. До сега имаат извезено на 1000 автобуси. Со градбата на новиот производствен погон, површината на компанијата двојно ќе се зголеми, а бројот на производствени линии ќе биде дуплиран, изјави директорот на ТИРС Виктор Мисо. Во компаниите лоцирани во технолошкото индустријски развојни зони досег има вработени 5750 луѓе, а бројката до крајот на годината треба да надмине 7100. Од почетокот на годината остварен е и извоз од над 645 милиони евра. Повисоки субвенции за развивање на женското предприемништво бараат жените од бизнис заедницата. Поддршката што ја дава државата за оваа намена е многу мала, поради што е потребно да се издвојат повеќе пари. Последните статистички податоци покажуваат дека само 2 од 100 жените во земјава се на менаџерски позиции во големите компании. Секоја година Министерството за економија издвојува средства за субвенционирање на женско предприемништво. Чинам дека од прилика 10 до 15 жени предприемачи се субвенционираат на секој конкурс. Србија забрани увоз на говедо од Македонија поради болеста јазлеста кожа. Најмногу заболени има во Малешевскиот регион, каде сточарите добија ветување од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, дека деновиве ќе се изврши дезинсекција, за да се спречи ширење на болеста преку комарците, мувите и мушичките. За 2 недели се очекува да стигнат и вакцините за превенција. 62 кои е потврдена болеста, 800 нешто повеќе каде што се афектирани директно, што представува негде околу 0,3% од популацијата, што е занемарлива бројка за среќа, за разлика од околните држави каде што појавена болеста Бугарија и Грција, каде што бројките се над 7.500. Сепак сите мерки ги предвидуваме и за да не се зголемува бројка, но не може да стане исклучок дека ќе расте оваа бројка, но предвидите не можеме да ги кажеме со сигурност, бидејќи не можеме да знаеме каде би се расширил вирусот преку овие вектори.
но сепак она што е позитивно е дека до сега бројката не е голема и е локализирана во источниот дел на Република Македонија и доколку се презимаат од страна самите сточари сите мерки, се надеваме дека бројката нема рапидно да расте се до оној момент додека не почне вакцинацијата против оваа болест. Лозарите очекуваат подобар квалитет и поголем род на грозјето годинава и покрај непогодните временски услови. За сега велат дека штетите се незначителни. Деновиве слушаме дека ова била најтоплата година во историјата, мене по ова надворешниве температури баш не ми личи така, ама сме оптимисти дека времето малку ќе се поправи. Сега за сега му погодува на грозјето, иако период на потопло време, сончеви денови и посуво би ни било уште подобро. Но сме оптимисти дека навистина ќе имаме убава и успешна берба. Сега виновата лоза не е така, мислам, оштетена. Има на поедини делови кај што имаше измрзнување од една пролетна, може да кажеме пролетен мраз кој што фана по пониските делови. Бербата е после 25 август почнува можда нешто од некои сорти, така до 25 август имаме долго и топло лето кое што не очекува и квалитетот е во неизвестност. По 60 на години функционирање наместо бетонските се поставуваат нови челично-решкасти столбови на далековод од Скопје Тетово. Со оваа реконструкција ќе се подобри квалитетот на снабдување со електрична енергија на Тетовскиот регион, кој важи за еден од најголемите потрошувачи на струја во Македонија. Ги сведеме на минимум сите ризици од можни потенцијални испади и прекини во снабдувањето на електрична енергија за Тетово и регионот на град Тетово. Во моментот Тетово и околината се снабдуваат со електрична енергија од страната на Гостивар и овој период од годината го избравме за градба, односно за финализација на оваа градба, заради тоа што сега е најмал конзумот на електрична енергија и со тоа ризикот за испади на мрежата се најмали. Политичката криза може да има негативно влијание на рударството. Од комората апелираат дека веќе има застој во издавањето концесии и тоа може да доведе до сериозни проблеми. Рударите се жалат и на нелојалната конкуренција. Од рударството во Македонија живеат над 12.000 работници. Учим има рудни резерви до 19 година, највеќе со доистражување до 21 година. И ако не се отвори рудникот Боров дол, кај што треба многу пари да се инвестират и многу време, рударството во Радовиш во 21 година ќе престане. Сепак со долгорочната стратегија на Република Македонија треба да се зацрта што е тоа што е нужно да се произведува, а се со цел да се подобри односот на увозот и извозот во Република Македонија. Визер и ТАВ прославија 12 години од постоењето на авиокомпанијата. Овозможивме многу наши кои живеат надвор од Македонија почесто да доаѓаат, но исто така со Визер дојдоа и многу туристи, многу бизнисмени и сето тоа не прави среќни и во иднина ќе ни представува предизвик да ги зголемиме нашите напори за подобра услуга на патниците. Имаме 3 авиони кои што се стационирани во Скопје во моментот, 24 авиолинии до 11 земји. Минатата година Визер пренесе 20 милиони луѓе, што е всушност најголем број за Централна и Источна Европа. Со ова информација ја завршуваме економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 19 мај со мен уредник и водител Наташа Мерсовска, Сиедине Вучков и Далибор Зафировски техничка реализација. За музиката задолжен е Иван Бечковиќ. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.